Синоќ додека се движев на плоштадот Македонија 16:30 некаде, бев нападнат од некој непознат сторител, да речем лице, кој што од изненада дојде до мене и ме удри, не очекував такво нешто. И додека се соберам, лицето избега. Успеав да го оттргнам, па избега. За мене кукавички чин, некого да нападните така, од мила вола. И очекувам дека институциите на системот на вистина превзедоа сите мерки и дека сторителот ќе биде најден за брзо време. Ова не е напад само како на мене како на личност, туку на пратени зад кои што стоат 10.000 граѓани и тие 10.000 граѓани де факто јас за нив спроведувам некои политики во собранието на Република Македонија. Ние треба да дискутираме и да се расправаме со аргументи, а не со тупаници, со физички пресметки. Тоа не е добро за Република Македонија. Ако и пратениците не се сигурни, значи граѓаните нема да бидат сигурни. Очекувам дека вакви инциденти нема да има во иднина. Врз моите колеги, бидејќи и да не нападнат и да не елиминираат, ова е политика која што ќе ја спроведуваат потоа некои други. Нашата интенција е Македонија да влези во НАТО и во ЕУ и од таа намера вакви испади нема да не поколебаат да ги реализираме. Значи стратешките цели на Македонија се многу поважни од индивидуалните, да речам, дејанија на лицата. Има ли овој акт некаква поврзаност со изгласувањето на законот за употреба на езиците? Можно е да има, бидејќи ниту го познавам човекот, ниту кажа зашто тоа го прави. Предпоставам дека целата клима која што се создаде во јавноста против нас пратениците доведе до ваквото негово необрачунливо однесување и ако е тоа, му порачувам дека ниту мене, ниту другите колеги вакви настапи и чинови на насилство нема да не поколебаат кон нашата крајна цел, која што ви ја кажав, е членството во НАТО и во Европската унија. Мислам дека е индивидуален чин, но е поттикнат од, велам, таа клима која што се создаде, дека ние сме некои кои што работат против Македонија, предавници, наши слики имаш изналепено секаде, така да мислам дека ова е чин на едно манипулирање со граѓаните кои што не може да ги процена точно политичките случувања во Република Македонија и потпаднале во некоја пропаганда и решиле да е некоја правда да се испроведуваат самостојно. Мислам дека повторно е ова изолиран случај. Јас слободно и понатаму ќе се движам, немаме од што да се плашиме и немаме од зошто да се браниме, меѓутоа ако веќе овие случаи станат пракса, ќе мора и ние да размислуваме да се заштитиме.